Во Стариот Завет Бог на израелците преку Мојсей им го даде тоа што се нарекува Мојсеевиот закон. Првите 5 Мојсееви книги, првите 5 книги од Светото писмо се познати под 5 Мојсееви книги. Тие им ги даде Бог на израелците, за да знаат како започна се, за да знаат од каде потекнува, за да знаат од што се Бог ги има избавено и кои се Божите ветувања и благослови кои што им се достапни доколку живеат послушно на неговите зборови. Тоа им беше дадено. Ама Мојсеевиот закон не им беше даден на израелците само за да се фалат. Ние имаме Мојсеев закон. Бог нас ни се откри, Бог нас ни кажа. Не. Поентата беше да го секоја генерација да го отвора тој закон, да го чита тој закон и сите луѓе, целата заедница, израелска заедница, да го уредува својот живот врз основа на тој закон. Не врз основа на тоа што е најпопуларно во таа област, не врз основа на тоа што другите народи мислат, не. Идејата беше, Бог ни го даде законот, ки си ги уредуваме собствените животи, семејствата, храмот и општеството, однака како што Бог ни го открил тоа во неговиот закон. И денес доаѓаме до можеби една од најсветлите точки од старозаветната историја на Израел. Еден уникатен момент каде што израелците, јудејците во тоа време, во времето на Неемија, посакуваат, добиваат длабока желба да се чита Божиот збор. Самиот народ му текнува. Во глава 8, ќе почнуваме да читаме, ќе почнеме со читање, во глава 8, стих 1, еве што вели текстот. Кога настапи 7-миот месец и синовите Израелови беа населени по градовите, се собра сиот народ еднодушно на плоштадот што се наоѓа пред водните порти. И му рекоа на книжникот Езра да ја донесе книгата на Мојсеевиот закон, која Господ му ја беше дал на Израел. И свештеникот Езра го донесе законот пред собранието од мажи, жени и сите што можеа да разбираат во првиот ден на 7-миот месец. И читаа од него на плоштадот што е пред водните порти, од осамнување до пладне, пред мажите, жените и сите што можеа да разберат. И сиот народ со внимание ја слушаше книгата на законот. И понатаму продолжува и за тоа ќе размислуваме во следната проповед, што всушност се случи откако Езра почна да ја чита оваа книгата на законот или Мојсеевиот закон. Ама оваа глава започнува со 4 важни зборови кога настапи 7-миот месец. Сега, кога ќе прочитаме 7-миот месец во Стариот Завет, немојте да размислувате во контекст на денешниот календар. Кај нас 7 месец е јули. Така, не се одвива цела оваа ситуација во јули. Според нивното сметање на времето, 7-миот месец е некаде помеѓу, според нашето, мислам ако направиме споредба со нашето сметање на времето, некаде помеѓу септември и октомври. Кога дојде период некаде есента, почетокот на есента, народот му текна, му кажа на Езра, донеси ја книгата на законот и сакаме да ни читаш. Сакаме да знаеме што Бог има кажано и како нас да ни биде добро во оваа земја во која што живееме. Зошто е важен 7-миот месец? Се вели дека евреите во тоа време, јудејците во тоа време имале цивилен календар, имале религиозен календар. Според цивилниот календар, тој период од годината е почетокот од годината. Во наш контекст денеска замислете 1 јануари. Поминала старата нова година, дошла старата година, дошла нова година и јудејците викаат дај да видиме што има Бог да каже за нас. Според религиозниот календар, ово е месецот каде што имаат најмногу религиозни верски празници. Значи е доста важен месец. И во тој важен месец како почнуваат јудејците? Викаат, чита го Божиот збор. Одлучија да свртат нов лист. Одлучија да имаат нов почеток. И како го има тој нов почеток? Така што се вратија на Божиот збор. Се вратија на Божиото откровение и му рекоа на Езра, земи го тој закон, земи го Мојсеевиот, земи го свитокот, читај ни го и кажи ни што значи ова за нас денес. И сега од денес тука се појавува човек по име Езра, кој што досега, предпоставам забележавте, досега во првите 7 глави воопшто не се појави неговото име. Неемија беше главниот лик од човечка гледна точка се до овој момент. Ама тука има еден човек кој што се нарекува Езра. Сега некој од вас знаете нешто можеби за него, некој можеби не,
Ама чисто како подсетување. Ако ги имате вие што ги имате вашите Библии отворени во книгата Неемија, ако се вратите на првата глава од книгата Неемија, вратите се на првата глава од книгата Неемија, и ако свртите уште една страна наназад, пишува Езра. Ово е тој Езра, чие име го носи оваа книга, кој што се спомнува во 8 глава 1 стих, кај што оној кој што народот му рече: земи да го читаш Божиот закон. За него во Езра 7 глава 6 стих пишува вака: тој беше книжник и го знаеше законот Мојсеев, даден од Господ Бог Израелов. Во 7 глава 10 стих Езра пишува вака: зашто Езра го беше укрепил срцето свое да го изучува и да го исполнува законот Господов и да го учи Израел во законите и уредбите. Значи, станува збор за човек кој што можеби денеска со денешни речни би рекле овој е експерт. Овој е експерт за Мојсеевиот закон. Ако имаш прашање во однос на што значи ова, што значи тоа, денеска би отишле кај некој како Езра и ќе речеме: објасни ми го овој стих. Човек кој што животна мисија му беше ќе го осознавам Божиот закон, ќе го учам што повеќе, не само ќе го учам, ќе го исполнувам. 7 глава 10 стих. Го беше укрепил срцето свое да го изучува и да го исполнува. И тоа е одговорноста на секој христијанин. Да го читам ова, ама и да го живеам ова. Ако само читам, а не живеам, каква е вредноста од таа информација? Каква е вредноста да знам повеќе за Бог, а да не го сакам Бог? Се повеќе и повеќе. Каква е вредноста да се спознавам себе си, а да не му дозволам на Бог да ме менува? Каква е вредноста преку Светото Писмо да осознавам каков е светот во кој што живеам, ако Бог не ми даде сочувство за изгубените? Ако не му дозволам на Бог да ми даде сочувство за изгубените. Значи, човек, да се вратиме на Езра, човек кој што беше на некој начин експерт за Мојсеевиот закон. Сега, она што е важно е следново. Хронолошки гледано, Езра доаѓа во Ерусалим 13 години пред Неемија да дојде во Ерусалим. Се сеќавате, Неемија доби желба да го обнови зидот околу Ерусалим, царот му даде се што му требаше, он отиде и до оваа глава веќе завршен е зидот. Така? Ама Езра дојде во Ерусалим 13 години предходно, со цел да го поучува Божиот закон на тие што се врати од робство. Имате генерација на луѓе кои што десетици години се надвор од земјата, немаат контакт со Божиот закон, се враќаат сега, им треба некој да ги поучува. И доаѓа Езра да ги поучува. И за него во 7 глава 6 стих и во 7 глава 9 стих се вели дека Божјата рака беше над него. Божјата добра рака беше над него. Со други зборови, Бог му беше благонаклонет. Го прати во Ерусалим и неговата задача беше да го поучува народот. Се сеќавате ли во ова проучување на книгата Неемија за кој друг човек беше кажано дека Божјата рака беше над него? Неемија. 2 глава 8 стих вели Неемија: и царот ми даде се што му побарав. Зошто? Бидејќи Божјата рака беше над мене. Во 2 глава 18 стих, мислам дека да, тука има запишано, 2 глава 18 стих, Неемија доаѓа пред јудејците во Ерусалим и вели: ајде да градиме, ајде да зидаме, Бог не благослови. Зошто? Царот ми даде се што ми требаше. Зошто? Бидејќи Божјата добра рака беше над мене. Имаме двајца водачи, Езра и Неемија, кои што сакаат да му помогнат на народот да пркне, да застане на нозе, да напредува, да го изградат храмот, да го изградат зидот, да се вратат назад на Божиот закон, ама не беа луѓе кои што само знаеа теоретски многу за Бог, туку беа луѓе кои што го почувствуваа Бог на своја кожа. Знаеа дека Бог е со мене. Не беа луѓе кои што и беа излезени од теолошки факултет, учеле многу, таму добиле добри оцени и сега ќе ве поучуваме вас. Не, туку беа луѓе кои што го има искусено Бог на своја кожа. И тоа е Божјата волја за секој еден од нас. Да знаеме за Бог.
да поучуваме, да ги поучуваме другите за Бог, врз основа на тоа што е запишено во Светото Писмо. Ама и да бидеме луѓе, за кои што ќе биде очигледно дека Божјата рака е над нас. Дека ова што го зборуваме не е само некоја сува теорија научена не знам каде. Ова што го зборуваме е живот. Знам за Бог, не се што може да се знае за Бог. Никој не може да знае се што може да се знае за Бог. Ама кога зборуваме за Бог, да покажеме на дело. Кога зборуваме за Бог може да менува животи, да им покажем на другите што значи Бог да менува живот, да промени живот, ама преку мојот живот да го покажам тоа. Кога зборуваме дека Бог може да ти даде победа над секој грев во животот, тоа да не биде само сува теорија, туку во мојот живот да покажам дека Бог ми даде победа на тој грев, на тој порок, на таа ситуација, на тој страв и така натаму. Луѓе кои што знаат, ама и луѓе кои што го имаат искусено Бог. Народот побара, му рече на Езра, донеси оваа книга. Донеси оваа книга на законот и читај. Луѓето беа гладни, беа жедни, знаат повеќе за Бог. И како некој кој што има и одговорноста и привилегијата редовно да застане за оваа проповедална и да го отвори ова Свето Писмо и согласно од Бог дадената мудрост да споделам нешто од тоа Свето Писмо пред вас, јас ќе ви кажам дека ова е сонот на секој проповедник. Да има пред себе заедница кои што викаат читај, кажи. Гладни доаѓаме. Не доаѓаме затоа што е ред во недела сабаља се дојде на богослужба. Не, доаѓам гладен. Духовно гладен, духовно жеден. Доаѓам бидејќи сакам да спознам, да осознам Божјата волја. Да го уредам својот живот согласно Божјата волја. Да го уредам своето семејство согласно Божјата волја. Да постапувам кон другите согласно Божјата волја. Да уредуваме црквата согласно тоа што Бог го има откриено. И нека ни даде Бог да бидеме ваква заедница. Група на луѓе кои што ќе копнеат. Сакаме да знаеме. Сакаме да знаеме како да исполнуваме Божјата волја. Сега не одам до 12-13 глава, каде што ова релативно кратко траеше, за жал кај израелците. Они викаат да, ентузијазам и после некое време пак на старо. Ке дојдеме до тоа и ќе ви кажам моје мислење зошто дојде до тоа. Ама овој момент е доста уникатен. Затоа што, еве ви, ако сакате предизвик, иако е предизвик што подразбира многу време, читајте го целиот Стар Завет и кажете ми на друго место каде се случува вакво нешто. Ја ви уверувам дека нема да најдете. Нема да најдете уште еден момент ваков каде што народот само иницијативно, не некој да рече сега ќе ви читам, туку само иницијативно да рече читај ни, покажи ни, поучи ни, проповедај ни. Ова е единствен момент. Имаше еден друг момент 170-180 години предходно, тоа е запишано во 2 Цареви 23 глава, каде што еден цар го повика сиот народ за да им го читаат законот. Ама тоа беше повеќе како дојди на богослужба, па ќе се чита или. Тоа беше повик. Мора да дојдете. А ова беше не, ние сакаме. Уникатен момент, доста важен момент. И беше убаво додека траеше после некој време, за жал, ама до тоа ќе дојдеме, за жал после некој време престана овој глад, престана оваа жет за Божиот збор. И сега за важноста на читањето на Божиот збор, читаме и во самиот Божи збор, од проповедална зборуваме, речиси секоја недела, читајте. Зошто? Бидејќи е за ваше добро, не е за моје добро. Ама тука мора да се напомене дека тоа што го спомнав и предходно, читањето не е се. Ти можеш дома сега да отидеш после оваа богослужба, да одмориш малце за 2-3 сати, да отвориш Библијата и да прочиташ 5 глави од Библијата, 5 страни од Библијата и твојот живот после тоа да остане сосема ист. Ма не 5, можеш ако сакаш 50 да прочиташ.
и твојот живот ќе остане ист. Се додека не речеш јас ќе го живеам ова во мојот живот. Јас ќе го применувам ова во мојот живот. Се дека не му речеш на Бог, Боже, ова што го читам тука, те молам да ми помогнеш да го разберам и те молам да ми помогнеш да го живеам. Се додека нема примена на прочитаното. Има полза, не викам дека нема полза од прочитаното, ама нема да има промена. Додека нема примена, нема да има промена. Ај така да кажем. Читањето е прв чекор. Не е последен, не е единствен чекор кон промената. Прво треба да знаеме што се бара од нас, што се очекува, што е Божјата волја и после тоа да одиме и да живееме таа Божја волја. И сега во контекст на се тоа што се случува, гледаме дека јудејците имаат еден нов почеток. И тоа доста добар почеток. Ама се прашувам, нели сеќавате во претходните проповеди размислувавме за тоа колку често они се соочуваа со непријателите, кои што сакаат да ја спречат обновата на ѕидот. Така, сеќавате на тоа. Со секакви напади се обидуваа да ја спречат обновата на ѕидот. И во контекст на тие напади и ова што сега се случува, си викам дали можеби сатаната преку тие непријатели на јудејците сакаше да го спречи овој момент. Кога народот ќе дојде, ќе го отвори Божјиот збор и ќе се подчини на Божјата волја. Видите, на сатаната ниту тогаш, ниту денеска не му се допаѓа кога ќе седнеш да ја читаш Библијата. Кога ќе седнеш да го читаш Светото писмо. Едноставно не му се допаѓа тоа. И како тогаш, така и денеска ќе наоѓа креативни начини, лукави начини како да те спречи од тоа ти да се поставиш себе си под авторитетот на Светото писмо. Еве земете за пример, кога ќе одлучите да читате Свето писмо дома, се нешто ти текнува во тој момент дека треба да завршиш. На овој треба да му се јавам, таму треба да зачистам, садовите ги оставив неизмиени, машина треба да пуштам, значи се нешто баш тогаш ти текнува во тој момент. Идејата на сатаната е да те го направи паметот расеан на 300 страни, да те трне од читањето на Светото писмо. Зошто? Бидејќи тоа е првиот чекор кон промената. Библиски гледано, првиот чекор кон промената е спознавањето на Божјата волја. Понатаму е молитвата, да ни даде Бог сила да живееме и на крај навистина да го живееме тоа. Земете да читате Библија некој пат и ќе видите дека кога забелја баш тогаш ќе ви стигнуваат и ќе ви се јави некој и пораки ќе ви стигнуваат така натаму. Треба да се тргне тоа, да не му дозволиме на сатаната да ни го одземе времето кое што ние му го посветуваме на Бог. Денеска, за жал, има христијани кои што живеат во изолација од локалната црква. И со тоа сатаната ги трга подалеку од изложеноста на Светото писмо. Има разни начини како се обидува да не отрне, ама целта е една. Што подалеку да бидеш од Светото писмо? Што подалеку од влијанието кое што Бог, позитивното влијание кое што Бог може да го има во твојот живот, во твоето семејство преку оваа книга. И можеби затоа тие непријатели неколку глави наназад се трудеа Ерусалим да не се изгради. Бидејќи ако се изгради, најверојатно веќе следно е народ да се врати ке Бог. Идејата не беше само ѕидовите околу Ерусалим да не се изградат, туку да се спречи што? Божјото дело кое што беше започнато во градот. И сега, според тоа што го читаме во Светото писмо, кога еден поединец, кога една група на луѓе, кога една заедница ќе се подчинат под влијанието на Божјиот збор, Бог ќе почне да действува. И тоа ќе биде очигледно, и тоа ќе биде јасно. И тоа го гледаме во оваа ситуација. 8 глава, 1 стих. Народот му рече на Ездра, донеси ја книгата. Сакаме да видиме што Бог има да каже. Сакаме да спознаеме неговата волја. Ама едно прашање, додека спремав проповета, не може да си го одговорам, и не знам дали има конкретен одговор, имам ја предпоставка зашто е тоа така. Едно прашање не можам да си одговорам, а тоа е следново. Езра беше 13 години во Ерусалим до овој момент. Зошто претходно не побара од него вакво нешто? 13 години. Не е малку време.
13 години овој човек им беше достапен да го отвори свитокот на Моисеевиот закон, да го чита, да го толкува, да им помогне да застанат духовно, да застанат на нозе. Што не го побараа претходно? Самиот текст не ни дава одговор зошто тоа е така. Ама дозволете ми да ви дам една чисто да знаете зошто велам дека 13 години беше претходно дојден во Ерусалим. Ќе ви објаснам што значи и како доаѓаме до тоа, а се надам дека нема да ве збунам со бројките. Ама вака сега. Во Езра 7 глава, од 1 до 8 стих, читаме дека Езра беше пратен во градот Ерусалим во 7-та година од владењето на царот Артаксеркс. 7-та година. Уред? Во Неемија 2 глава 1 стих се вели дека Неемија отиде во Ерусалим во 20-та година од владењето на истиот цар. 7, 20. Јас учев средна школа ветерина, математика само една година имавме, ама доволно за да ви кажам дека тука става збор за 13 години. Така, 13 години претходно. Кога Неемија дојде во Ерусалим, во 6 глава пише дека за 52 дена беше обновен зидот. Значи, повторно зборуваме за 20-та година од владењето на истиот цар. 13 години претходно дојде Езра со мисија да го поучува Божиот збор. И јас верувам дека го поучувал Божиот збор, не дека он седел со скрстени раце. Ама народот да ја добие таа желба, да рече, дај, читај, поучувај, проповедај, дури 13 години подоцна. Зошто? Моја предпоставка, не викам дека е тоа така. Чекаа малце да им се средат животите, да им се среди зидот, да им се среди градот, и после тоа, после ќе дојде време за Господ. Дај ние прво зидот да го изградиме. Дај ние прво да се ги изградиме куќи, да се средиме како што треба да ни биде околу нас. Ова е предпоставка, повторно. Ама многу е симптоматично тоа што 13 години чекаа и тек кога се обнови зидот, они рекоа, ајде сега е време за Божиот закон. Ама се прашувам, колку често и ние се однесуваме така? Колку често и ние се наоѓаме во ситуации кога велиме, знаеме дека Бог бара да му бидеме посветени, знаеме дека Бог бара да бидеме редовни од црква, знаеме дека Бог бара од оние што му веруваат да се вклучат во некаква служба и така натаму, ама си велиме, чекај сега малце, уште ова да си го подстредам во животот, па после тоа. Зафатен сум многу, мали ми се децата, не знам, главата каде ми и така натаму, нека подпораснат малце, после ќе биде малце посериозен. Знаеме дека Бог, се надам дека знаеме, дека Бог во неговиот збор бара секој христијанин да придонесува и финансиски за својата заедница, за да може заедницата да има мисија, да поддржува, да помага и така натаму. И знаеме дека Бог бара да придонесуваме со финансиите, ама не сме сега баш у најдобра фаза од животот, кај што финансиски не ни иде баш најдобро. Дури во Стариот Завет Бог им вели на израелците да дават десеток од тоа што го примаат, 10% од тоа што го примаат. Мислам, ако човек земе денеска да зборува за оваа тема, ќе го каменуваат во црква. 10% од тоа што човекот од тоа што семејството го прима, и ние си викаме, ама знаеш што, не е сега време. Кога ќе има малку повеќе пари, повеќе ќе давам. Или ќе почнам да давам, кога имам повеќе пари. Тоа не е вистина. Може би во ретки случаи да, ама тоа не е вистина. Дека човек кога има повеќе пари ќе почне да дава. Сеќавате на вдовицата во храмот? Христос, самиот Господ Исус рече дека се што имаше, се остави. Таа не беше жена која што рече, не, ај кој ќе заштедам, ај кој ќе дојде, кој ќе ми ја покочат пензијата, тогаш ја не. Кога човек и од малкуто уме да дава, ќе дава и колку има повеќе. Ако не уме од малкуто да дава, нема да дава тоа што ќе има повеќе. Колку често ние вака размислуваме? Да си го средам ова и ова, па после тоа ќе осватам Господ малце посериозно, ќе му пристапам малце посериозно.
Може би тие што се студенти ќе речат само да го завршам факултетот и после тоа. Може би тие што не се во брак ќе речат абе само да стапам во брак, да се омажам, да се оженам и после тоа веќе ќе друго ќе биде. Тој начин на размислување е опасен. Кога сме свесни што Бог бара од нас, кога сме свесни која е Господовата волја, ама си велиме, ајде да си го средам јас прво овој аспект од животот, па после тоа се разбира, ќе дојде време. И секој од нас може да се најде во ваква фаза или во ваков начин размислување. Прво зидовите ги обновам, прво да биде ова, па после тоа ќе му се починам на Божиот збор. Ама знаете, ова исто како еве некоја споредба од секојдневието. Замислете дека имате здравствен проблем, кој што може да го решите ако денеска направите промена во начинот на кој што се храните и како што живеете. Секој ден кој што го одолговлекуваш, на чија штета го одолговлекуваш? На твоја. Секој ден што викаш, ај од утре викаш, ти на некој начин викаш, денес се откажам од благословот. Од утре ќе почне. Кога ние знаеме што е дека треба да го бараме Бог поревносно, да му се посветиме посериозно, и кога велиме ај од следниот месец или ај кога ќе се заврши оваа ситуација, ние викаме Господе, не сакам сега да ме благослови со блиско заедништво со тебе, почекај малце. Ќе те држам на дистанца додека да си го средам животот, а после тоа има време за тебе. И ова не го велам, верувајте ми, не го велам ова за да вперувам прсти. Секој еден од нас може да се најде во таква ситуација. Каде што сваќаме колку е важно да си близок до Бог, ама едноставно велиме не е сега времето за такво нешто. Она што верувам дека Библијата сака да не поттикне, не може би директно преку овој текст, ама општо преку ваквите други текстови во Светото писмо е дека не треба да чекаме животот надворешно да се среди, да биде цакум-пакум, па после тоа ја да речам, Господе, од сега веќе јас и редовно во црква, и повеќе ќе давам финансии, и повеќе ќе читам Библија, и повеќе ќе се молам, и повеќе ќе помагам, и така натаму, и така натаму. Не чекај. Знаете што е проблемот со такви начин размислување, кога чекај уште ова да го средам, секој пат ќе се јави нешто ново. Чекај уште ова да го средам, чекај уште ова да го средам, чекај уште ова, и цело време се јавуваат нови ситуации. Или тоа, или можеби стварно ќе речеш, еве уште ова да го завршам и после тоа посериозен ќе бидам со верата, тоа може да трае година, 2-3. Сакаш да ги изгубиш благословите кои што Бог сака да ти ги даде во тие година, 2-3. Ако сакаш, повели. Ама верувам дека мудроста на Светото писмо ни учи да не оставаме за утре. Ај од утре. Ајде да завршиме што оваа ситуација, па после тоа ќе сватам малце сериозно, ќе сватам малце работата сериозно. Во Проповедник 11 глава 4 стих, овој стих мислам дека го цитирав и во една претходна проповед, ама многу ми се допаѓа. Еден од омилените стихови ми е во оваа фаза од животот. Царот Соломон во Проповедник 11 глава 4 стих вели вака: Кој го наблюдува ветрот, нема да сее, и кој гледа во облаците, нема да жнее. Кој го наблюдува ветрот, нема да сее, и кој гледа во облаците, нема да жнее. Со други зборови, ако чекаш условите да се совршени, никој пат нема да почнеш. Ако чекаш условите да бидат онака како што ти сакаш и ти очекуваш, нема да почнеш да се молиш, нема да почнеш да идеш поредовно во црква, нема да почнеш да даваш, нема да го оставиш гревот кој што Бог ти кажува веќе долго време да го оставиш, нема совршени услови. Го имаш сегашниот момент кај што ги речеш, Господе, таму кај што сум, јас ти се предавам. Не чекам веќе. Од следниот месец, од следната година, и така натаму, и така натаму. Години пред да се обнови зидот во Ерусалим, имаше на група на луѓе кои се вратија од робство од Персија, се вратија со една главна цел. Во Езра 1 глава, царот Кир, персискиот цар Кир, им вели на јудејците, кој сака, може се врати дома во Ерусалим да го обнови храмот на Господ. Храмот кој што му е посветен на Господ. И на група на луѓе се враќаат под водство на човек по име Зоровавел, се враќаат јудејците во Ерусалим
Со која цел? Ќе го обновиме ѕидот. Добронамерно. Извинете, ќе го обновиме храмот. Добронамерно. Одиме назад во Ерусалим да го обновиме храмот. Се вратија и после некое време Бог им праќа еден пророк по име Агеј и преку тој пророк Бог им вели на јудејците: овој народ, знаете што вели? Не е сега време да се изгради Божиот храм. Отворете книга на пророк Агеј, 1 глава, 2 стих. Почна со: вака вели Господ, овој народ вели, не е сега време да се изгради Божиот храм. Бог ги врати назад за таа цел. Им ги даде сите потребни ресурси. И одеднаш викаат: а би има време за тоа. Не е сега дојдено времето за тоа. И во 3 и 4 стих Бог им вели вака: а време е вие вашите куќи да си ги уредувате. Време е да си ги украсувате вашите куќи, да се грижите за своето, а за Божјото понатаму ќе биде. Чекај малце, сега како да го градам Божјиот храм, кога мене куќата овде ќе имам пукнатина, треба да искрачам, треба да... Не. Прво дома ќе си го средам домот, прво ќе си го средам мојот живот, да ми биде онака како што сакам да биде, а после тоа е време за Бог. И Божиот збор преку Агеј, во таа 1 глава е: преиспитајте ги своите патишта. Со други зборови, размислете што правите. Добро размислете што правите. Бидејќи се грижите за своето, ама не се грижите за Божиото. И не е случајно што таков менталитет имаше кај јудејците за време на обновата на храмот, и затоа верувам дека покрај другото, затоа така размислува и за обновата на ѕидот. Чекај прво ние нашто да си го средиме, па после тоа ќе дојде време за Божјото. И тоа преиспитајте ги своите патишта, верувам дека е добар совет и за нас денес. Ајде денеска пред Бог да ги преиспитаме нашите патишта. Да размислиме сериозно. Не биде отидов во црква, проповед, славење, да си отидов дома и тоа е тоа, туку да седнам и да размислувам. Има ли нешто во мојот живот за кое што велам, еве уште ова да бидне, па после тоа малце посериозно ќе се сватам работата со Господ. Еве уште ова да биде, па после ќе се подчинам под влијанието на Светото Писмо. Има ли нешто за кое што ние како јудејците во времето на Агеј велиме: не е сега време за 3 точки. Знаеш дека Бог го бара од тебе, знаеш дека Бог те повикува на тоа. Знаеш дека тоа е добрата и совршена Божја волја за твојот живот. Може би оставање некој греф, оставање на порок, може би е посериозен пристап кон верата во Господ, може би е посериозен пристап кон црквата, може би е да бидеш поотворен, да им помагаш, да ги сакаш другите, да простуваш. Ама не е сега време за 3 точки. А кога е време? Јас се прашувам дали тоа не е сега време за 3 точки, е лага во која што ние секој од нас може да поверува. Лага преку која што сатаната се обидува да не одвои од благословите кои што Бог ги има дадено, ги има замислено и подготвено за нас. Јудејците можеа 13 години предходно да му речат на Езра: чите го Божиот збор. Дај да видиме како можеме да бидеме благословени преку Божиот збор. 13 години чекаа. Не мора ти да чекаш. Не мора јас да чекам денес. Не мора да... Ај нека се среди ситуацијата. Не, можем од денес. Не мора да чекаш за да се молиш. Почни од денес да се молиш. Не мора да чекаш за да даваш. Почни од денес да даваш. Не мора да чекаш да простиш. Баре од Бог сила денес да простиш. Да го читаш Светото Писмо. Ме сваќате што е поентата. Зошто да чекаме? Кога чекаме, кога одолговлекуваме, ние ги одолговлекуваме благословите кои што Бог може и сака да ни ги даде преку послушноста. И оваа глава ќе читаме во следната проповед малку подетално, денеска само еден стих, односно 2-3 стихови, ама оваа глава ни опишува ситуација во која што јудејците сватија дека нешто не е како што треба. И кога сватија дека нешто не е како што треба, каде го бараа решението? Во Божиот збор.
Нека даде Бог по неговата милост. Тоа во одреден смисла од нас зависи, само да бидеме отворени за него, како поединци, како семејство, како заедница. Кога ќе сватиме дека нешто не чини во нас, кога ќе сватиме дека нешто не чини помеѓу нас, да не бараме решение во што рекол тој, што рекол овој, да не бараме решение во самите себе, да не бараме решение во пороци, туку да го бараме решението Божиот збор. Кога ќе му пристапиме на Бог, кога ќе почнеме да го читаме, повторно читањето не е се, примената е важна, ама ќе почнеме да го читаме Божиот збор. Ние сме го направиле првиот чекор кон промената. Првиот чекор кон тој нов почеток. Јудејците тука добија нов почеток не затоа што има нов зид, туку затоа што има нов пристап кон Бог. Не е лошо човек да има и ново место на живење, и нова работа, и нови пријатели, и ново што и да е. И ново возило и така натаму. Тоа не е нов почеток. Нов почеток, кога ќе го отвориш овој збор и ќе речеш Боже, зборувам. Покажи ми која е твојата волја и дај ми сила да ја живеам таа волја. Да живеам онака како што ти бараш и како што ти очекуваш од мене. И Бог навистина го благослови нов почеток. Ама за да останеме во тој нов почеток, во таа благословена состојба, потребно е секојдневно да го правиме тоа. Потребно е редовно да го правиме тоа. Да не викам дека ако денес читаш Свето писмо, утре не читаш, Бог вика, готово, ништо од тебе. Потребно е постојано да се одржуваме во верата. Спомнав претходно и ќе дојдеме до тоа во наредните глави, јудејците после некој време отпаднаа. Зошто? Бидејќи сакаа вера на стара слава. Сакаа вера во врзоста на тоа што сум го научил пред не знам колку време и врзоста на тоа како нештата биле порано. Ако сакаме верата да биде жива и активна, мора постојано да ја одржуваме. Ако ја оставиме на стара слава, одиме само надоле. Ама ова е добар почеток. Ова е добар почеток и во следната проповед ќе видиме на каде одеше ситуацијава и како Бог всушност го благослови тој нов почеток.